Премиерот и министерот за финансии се задоволни како завршила 2017 година, зашто државата собрала повеќе даноци, а реализацијата на капиталните инвестиции е на највисоко ниво. Заев рече дека оваа 2018 нема да биде година на избори, туку на работа. Им порача на стопанствениците да бидат похрабри во планирањето на бизнисот, зашто владата ќе се насочи кон подобрување на условите за инвестирање. Тевдовски е задоволен зашто стабилизацијата на политичката состојба ја враќа довербата на инвеститорите. Реализацијата на капиталните инвестиции во буџетот на Република Македонија во 2017 година изнесува 19,86 милиарди денари, што представува историски највисоко ниво. Знак дека економијата се стабилизира е наплатата на даноците. Во 2017 година даночните приходи се за 4,6% повисоки од 2016 година. Новата влада, рече Заев, плаќаше пред се долгови. Завршени се исплатите на поголеми инфраструктурни проекти, како автопатот Смоквица-Гевгелија. Платена е изградата на Филхармонија, која беше пуштена во употреба, а сметките стоја неплатени. Оваа година во буџетот се проектирани околу 400 милиони евра за капитални расходи, што е за 5,7% повеќе од минатата 2017. За гасификација на државата на располагање се ставени 35 милиони евра, а премиерот очекува годинава дел од цевките на гасоводот во Скопје да бидат пуштени. Ке се работи и на железниците кон Бугарија и кон Грција, со што ќе се обезбеди алтернативен начин на поврзување со нашиот јужен сосед. Опозицијската ВМРО ДПМН соопшти дека Заев и Тевдовски манипулираат со јавноста преку паушални пресконференции и обвинија дека Министерството за финансии, водено од Тевдовски, е рекордер во задолжување и трошење на девизните резерви.